Доста време ергено дев, доста личен и моми воден. Не се роди уште, така сум весел по душата. Сам добро, не е роден во моментот на снимање. Дури да излезе епизодата, може да ќе биде, не може да знај. Ама морам малце унапред периодов да ги снимам, ти шо знаеш, брат? Мислиш дека ако речи жената се пораѓам, дека ќе седнам да снимам? Нема проблем. Грешка една нема. Како така едноставно душата полна радости ме свеќаш. Цело време нешто на песна ме тера работа. Или што би рекле луѓето, кој пеј зло не мисли, аз што би рекол кој пеј не мисли. Оди луѓе што мислат многу не пеат. Многу думат. Ние вака што понемислиме, ние се веселиме. А бога ми следат веселења од големи размери, што ви рекле овие на телевизија. Видиш, мислам дека и тоа е еден многу убав феномен што треба да се направи муавет. Селбата после новороденче или мити приоритетите на луѓето, пошто не знам оти, ама ете имаме некој интересен начин на гледање работите овде кај. Можда малце контроверзна тема ќе биде, ама оти да не направиме муавет. Само ако чини, ако не чини, знаеш како? Кој те праша? Е така, ајде вате сега пушти ја ти шпицата и да му влезиме на муавет. Пуштај! Значи, кој ти се роди дете, што е првото нешто што го правиш ти како татко? Слава бебате, славиш. Мајката уште маките ги трга онде, само што изваде нешто телото нејзино, нешто што го има носено месеци, што се мачела во породилна времења да го онаква, поминала низ некоја мака и ќе поминва низ мака. Македонски маж шо превате? Син ми се роди, татко се стори. Тоа е бате, некој душавери, некој се топорит, како беше таму. И се нормално, ти се раѓа дете. Нормално дека ќе славиш. Такал некел ќе славиш, море, душата те. Ќе сакаш да си се собериш фамилија, друштво, шо да е, да си направите галам. И сега по друга страна што би рекол ен пријател тука што е казда на кафана, вика не ми се верва дека дојде време жената како што сака. Значи шо ќе кажи жената, чекај да прашам жената, да видиме да се договориме со жената, а жените бога ми и неќат да се слави дури тие лежат негде обтегнати в болница. Јас признавам, може да е нехумано некој да е в болница, некој да е негде да урла, да ужива. Знам дека вие неките, ама знаеш како? Кој те праша, бе, бате? Така, шо се мора не е тешко. Е сад душа дека малце и се претерва многу пати. То дефинитивно се претерва. Има некои луѓе што не се отрезнати деној пред пораѓај и деној или месеци после пораѓај. Баш тогаш кога ќе треба му си најмногу поддршка на жената, ти си направен за мерак нон-стоп, константно. А то директно се коси со муабетот што правевме за грижата нели кон жената и обрат. Да не правиме муабет за фактот дека во тој момент хормонално жените се хаос. Психички исто така. Пошто само што дојде нов живот на планетата, та нема појма што треба прави. Ти си те дават совети, да, ама дур не го доживееш, дур не си пробаш сам џабе. За жената обтегната негде таму, не знаеш што со себе, не знаеш што се дешава. Да гледаш сцената вака легната, тажна бебето негде таму во друга соба кај што се чуваат бебињата. Таа седи сама, не знаеш што со себе, не знаеш што понатаму. И од тука сечиш та сцена, имаваш сцена, го гледаш пашето на столица качен, сине ми се и му акинат мајцата. Патем што му има та купено ваква розева убаво. Ти мислела дека женско ќе биде, ама испаднало машко и ете така некако. Таму звони тој не крева не знај кај и кој ќе крени исто така не знај кај. Арнова на Балканот тоа е моменто на мажоба. Остај ти жената што си има мачено, мажо си има измачено ногу. Тука е тој момент за мажо да се прослави. Како ти како жена не го разбираш мажо што сака да прослави дека ти имаш родено дете него. Та седи ти се молам. Име малку разбира. Не, ама јако ми е, живи се. Јас ако би сакал со некој да прославам, би сакал со жената моја да прославам. Ти заедно сме го направиле ова. И баш дека таа истрга поголемата мака би сакал со неа да можем, ама не може во тие моменти, таа мора да е таму. После туше 40 дена нели со бебето мора да се дома заради имунитет, заштита од болештиња и такви работи. Ти не можеш да не прославиш 2 месеци, бе, бате ти бара душа. Радост невидена. Знам дека личи како не се контролира некоја работа, ама има луѓе што стварно претерваат. Ти радоста си е за радост, ти можеш да бидиш и радосен и да славиш, ама и да бидиш тука присутен. А не да не постоиш со месеци. Питулица константно направен, секој дневно, секој минутно. За душа добро, аз дека не пијам, можда и не ми е некој онакво, некој предизвик или некој начин на славење. Макар што син ми ќе види, можда ќе наздравам со една чаша, не викам, не, ама не ми е грдо ми е, ме сваќаш, не ми е убо ни вкус, нити на душата ми е убо, не убо. Можда затоа
Зашто не го разбирам то пијанчење секој дневно со месец. Ама сам да речам, глупо е бе брат. Ако размислиш логички, знам дека логиката не е силна страна, ама ако размислиш логички, треба си прославиш со фамилија, пријатели, ова, она и тоа е то. Понатаму нормално секој ден ќе те среќават луѓе, ајде слушнав честито, ова, она, ќе фрлиш негде некоја пијачка, ама тука треба да е другото, после натаму имаш обврски како маж, како татко, освен нели кој ќе немаш. Тоа ми е исто чуден феномен, како за то пусто славење никогаш не се штедат пари. Значи ќе се направи голема галама од музики, од кафани, од пијачки, од јадачки, од се живо. Абе свадба ќе се исфрлат пари еден тон. И зато не смее да се штеди, макар кредит ќе се крени, ама што ќе речи народо мора да се пие. Значи за пиење нема штедење. Ама кога ќе дојде пример за нега на жената, болница поарна за пораѓај или па здравство некој за детето во смисла не знам клетки матични такви работи, тоа не се важи бате. Како не глупости ќе фрламе пари за глупост. То вистина не дај Боже да ти притреба некојаш во животот таква работа, ама ако имаш можност да ја имаш и може потенцијално му спаси животот на сите во фамилијата, зашто да го немаш веќе? Јас пример ни јадам ни пијам, ако треба, ако можам да овозможам некаква си сигурно. Арно, ама не бе бате. На Балкано е побитно да се прослави, да се има за прославата, отколку да се има за да се обезбеди поубав живот, полесен пораѓај на жената и така натаму. И тоа ми е чуден феномен стварно, ама тоа е. Додуше на крајот на денот не ни треба да има потреба да се обезбедва подобар пораѓај и такви работи на други места, ама ете тоа. Живееме во едно такво време и во еден таков свет кај што мора да се преземат такви работи. Исто така кај тие прославите то кинењето мајцино уме нерви. Сам разбирам, мера ќе вистина интересно е фатиш, мајцата све во ред. Исто така разбирам дека и пијачката тера. Терате вато, ќе те натера че со киниш. Мислиш попај морнаро, ореја колку си ја лавдамитие, и после клај друга мајца, ајде пак другата мајца, чекајте малце мора. Јас тие мајците за носење и купвам не за кинење. Адет било како не било адет. А ако не да измислиме некој адет, кога ќе му се роди дете, украдива колата на таткото, пример, глупост, или скрши му и џамоите подо. Само за зијан сте мора и за крадење. Како еден адет не смисливте адет со давање, со убајна, со мил, не, требало кога ќе се ој кај невестата се мани нешто по уши, кога ќе се ој вамо се мани по уши, овде да се скрши, да се скин, глупости живи. Ама тоа е пијана работа, бе, толку треба. Еден ќе речи, има адето, трети спрат да се скокни, друго ќе речи, да бе, вистина имам слушнато, третиот ќе рипнат ба. Толку му треба на овај народ. Обитолуш ако речиш не си маж, рачунај сите рипна, готово. Како ти не си маж? Седиш озбор. Или ќе вика татко ми ќе извад пиштолите и пукај. А чудна работа како пример 2001 никој не вадеше пиштол. Ема добро. Битно славиме сега и кој вика татко ми, ко сум се родил јас, поканил се живо и диво тука сурлало се пеело едно време, имало офицери некој. Извадоа рече војниците пушките, бам бам, сол го сторија тава, но море шо прајте ќе загиниме овде. Зедов рече ги избркав сите. Или шо вика брачет ми излегваме ние од дома со невестата, комшијата од оздола на прв спрат на зградата вади пиштоло пука, комшијата од втор трет спрат од озгора наведнат вака да види што се деша. Е толку фалело за бели. Ама тоа е рековме. Терте пијачката те тера. Па испијани се, па крши тука по земја, па срчи на сите страни. Па ќе се најди некој стрико, ќе види нетијаки на тебе, мајцата ќе земи тој ќе искини од него тука. Порамбовка ќе ти стои. Мишката жива вода крената вака, авионо крена. Се пеј, се пие. Милицата да е кабилона му ќе излезе. Тоа е тој примален инстинкт, примална потреба. Галама, белја да се направи. И дека треба се прослави, треба и да се урла, и да се пее, и да се напие, и све треба. Ама потровевате. Грците, пример, не мора му се роди нешто, си имат тие викенд музичи, пајнците и ќе земи со пајнцата кар, ќе ги скрши други. Ни в тому прави мера. Нас ако ни даеш пајнца да скршиме, ќе земеме од земја, ти мавам една по една. Како и да е тешко на свекрвата после, пошто така треба чисти. И тешко на единствениот трезен во приказната, пошто тој ќе треба сите по дома ги носи. Ама добро, знаеш како? На крајот на денот, кој те праша бе ба? Ти си одбрал трезен да си видиш во веко, ќе си вози и бери тјат поарно да си возам отколку да не памтам ништо од вечер. Сам пример вели. И после тоа да имам милион приказни за раскажување пошто сум гледал се што се дешава. Јас сум уствари како меморијата на сите друштва што сум ги имал. Пошто стално јас сум единствениот трезен, јас ги памтам сите приказни. Другите ја памтат, ја не. И после сум заборавал текстоите од песните, ќе заборавам нормално, знаеш колку приказни имам мора. Бескрајно. А па берикјат и немаме некој лимит на епизоди. Така што тешки нека има приказни, јас ќе бидам тука да ја раскажам. Мислија мене ако ме најдоте. Ако не ме најдоте, кој те праша? И мислам дека доста е за денес. Арно што спомнав ова славењето, да се подспремам јас малце, пошто ќе биде весел. И не можам да обеќам колку цивилизирано ќе биде, ама се надевам дека ќе биде цивилизирано. Пошто нели стремиме кон цивилизацијата.
треба да оди. Така што ви останете ми со здрави, гледајте си ја вистинска телевизија, а ние се гледаме наредна епизода. Поздрав и имајте убав ден.